или па консултанти за мали и средни бизнеси? Пред се за да се намалат трошоците и губитокот на пари во постигнување на целите на бизнисот. Тоа би било кратко решение, односно краток одговор на прашањето. Повеќето мали и средни претпријатија немаат доволно ресурси и потребно е за да ги постигнат целите некое ново знаење или нови вештини и познавања или конекции, кои што има два начини да го направат сами, кои што ќе биде преку проба грешка и трае многу подолго, што компетитивно време не на сите бизниси го возможно тоа, или да го купи тоа знаење што дали како човек внатре или човекот надвор кој што е бизнис консултант, кој што ќе им помогне да ги постигнат своите цели и тоа знаење да го добијат од надвор кој што инаку го немаат во организацијата. Јас би цитирал главни причини, мој клиент кој што после неколку години ми кажа дека 3 причини ми треба бизнис консултант зашто го користам. Прво, ми треба некој што ќе направи сеопфатна дијагноза и ќе не види како сме реално со правилни анализи на финансиите, на производството, на продуктите, пазарот, организацијската структура и како се тие поставени во дадената фаза на бизнисот, бидејќи таа се менува. Второ, ни треба некој да е независен, што не е оперативно вклучен, некој што нема интерес во дневните операции, така да може, буквално беше кажано, да не шамара каде грешиме или каде можеби не ги согледуваме проблемите или каде можеме да направиме напредување. И трето, што некогаш е најосновно, што помага во побрза имплементација на целите. Зашто? Затоа што можеби ChatGPT некој ќе рече па зашто не ChatGPT? ChatGPT дава идеи, меѓутоа бизнис консултантите даваат резултати, бидејќи се уникатни, адаптирани на компанијата и со соодветна дијагноза и соодветни препораки полесно се постигнуваат целите, што значи во време пократко и помало ризик за грешка и помалце пари за губење во непотребни инвестиции на фирмата.